малте на еден предел као наша Пелагонија или овче поле, значи рамница. Да. Луѓе кои што биле на 400 километри биле бутнати од тој силен, од таа силна вибрација што се креала при самиот удар. Самата експлозија, значи самиот звук на таа експлозија се слуша некаде на 1000 километри. Значи, прилика тоа е растојание кој се слушнало до Љубљана, прилика од тука. И снагата која што се ослободува од овој астероид изнесува некаде од околу 20 мегатони. Значи, тоа е прилика као 2000 бомби што се од типот на бомбата фрлена во Хирошима. Ова е еден астероид кој што е забележен во историјата, меѓутоа во тоа време Царска Русија не обраќа голема пажња на овој астероид, затоа што тоа време нели се случува за времето, мислам, на Романов или кој бил. Така да тек со доаѓањето на Ленин, значи он се испраќа експедиција да се испита што како се има случено со овој астероид. И оно што преска во најавата го рековте да закаснал овој астероид 4 сата, пошто се удира на местото на истата северна географска ширина, значи отприлика некаде 55 степени северна географска ширина, значи да касни 4 сата, он буквално на 8 километра ќе експлодира изнад градот Ленинград, односно Санкт Петербург денеска. И при таа експлозија, мислам, тоа што рековте во најава, градот едноставно нема ништо да има. Немалку, туку малку повеќе заканувачки делува сите овие кажувања од нашиот гостин. Но, еве, за да се успокоиме малку, постои ли заштита сепак? Постои ли начин да се одбраниме од евентуални судари со астероиди, комети и така натаму и така натаму? Какво е астролошкото гледање на оваа тема? Па, добро, за среќа самиот развиток на науката и техниката допринесе да се создадат ракети со кои што би можеле да се на некој начин човештвото да се заштити од вакви непланирани гости кои што би дошли од космосот. И човештвото имаше таа прилика, мислам, едно америчко летало Deep Impact, значи лансирано на 12 јануар 2005 година и да лансирано од земјата и се најде во ова летало беше усмерено према еден астероид и имаше задача нели да го уништи овој астероид. Самото тоа уништување, значи во леталото имаше поставено некаде околу 4,5 тона на тоната експлозив и ова требаше да пресретне еден астероид и тоа токму на денот 4 јуни, значи на денот кога е на независноста на Америка, односно да према кометата Темпл 1 и се задача да ја уништи ова комета, така да ова летало си ја заврши својата работа, значи и на еден начин човештвото докажа дека сепак може на некој начин да се одбрани од овие летала. Иначе што се однесува до поголеми астероиди, секако најмоćно оружје овде кај што го поседува на земјата е токму ракетата енергија. Ракетата енергија е најмоćна човечка машина направена било кога од самиот постанок на човештвото. И она во околу до месечината може да понесе од прилика околу 150 тона, значи на експлозив или на некоја нешто слично, значи. А доека позади орбитата на Марс може да понесе околу 30 тона на, да речеме, нуклеарни бомби кои што би имале задача да го растурат тој астероид. Сега, зашто е она битна? Битна е затоа што она може да
да гаѓаве, да кажем, позади патеката на Марс. Значи, откако ќе се утврди дека некој астероид патува према Земјата, и има голема шанса да удри Земјата. Сега во случај на некој непланирано промашување, значи се уште постои време да се монтира една нова таква ракета и да се гаѓа уште еднаш или па уште еднаш. Затоа што колку поблиску се гаѓа према еден ваков астероид, а за тоа постојат многу ракети и во Америка и во Русија. Да, колку повеќе, значи, се направат, во случај се направи таков еден промаш, или ако еден ваков астероид бил се уништи некаде близко околу Земјата, значи постои голема опасност парчиња од тој астероид минимални да паднат на Земјата и се тоа да направат големи оштетувања на самата Земја. Само зависност од какви е нивната големина. Затоа се гледа на што поголемо растојание овие астероиди да бидат уништени. Ете тоа би било тоа некаде сме пред 2 часот и веројатно е згодно убаво време да му кажем едно благодарам на Зоран Минчевски од Скопското астрономско друштво што вечера беше со нас. Викендот, Зоране, како да ни порачуваш, можеме слободно убаво да го истераме. Метеоролозите велат дека имаме топло, некои температури што не наведуваат да мислиме дека сме во месеците март, април, мај. Нема зошто да се стравува барем во блиска, па би рекол и далечна иднина, самиот велиш, ништо нема да се случи, уште колку многу. Па уште многу години, мислам дека ништо, одгледано од астрономска гледна точка, нити престои некоја опасност од некој астероид да долета према Земјата, нити од некоја комета, а уште помал се од некои измислени планети као Нибуру, што е. Така, запаметите дека планетата Нибуру, за која што многу се зборува дека 2012 година ќе ја загрози планетата Земја, е плод на фантазијата на некои луѓе. Тоа би било се во говорниот дел на нашето радио. Во 2 часот се актуелностите, а по 2 часот одиме натаму од исто ова студио.